Училиштата подготвени за успешен старт на новата учебна година. Во моментов во сите училишта се врши задолжителна дезинфекција, дезинсекција и дератизација на училишните објекти. И не само со чистењето, туку и варосани се оние објекти каде што е потребно освежување на зидовите на училиштата, а на самиот крај е и подготовката и на планот за работа за наставните содржини, изработка на распоредот на часови, како и подобрување на условите за работа. Училиштето Гошо Викентиев е подготвено за стартот на новата учебна година. Крајните подготовки се во крајна фаза. Распоредот на училиштето е веќе направен. Дефинитивно се добиени конечни решенија во делот на распоредот и подготвеноста во делот на наставниот кадар е завршена. Во однос на тоа дали училиштето е подготвено со останатиот дел, како што се хигиенско-технички услови, бифето и така натаму, да, имаме подготвеност и во тој дел, значи училиштето е исчистено, средено, поминати се сите фитосанитарни инспекции, бифето е подготвено, во тек е изборот на угостител што ќе го презема, односно економскиот оператор. Можеме слободно да кажеме дека сме подготвени за учебната година. Што се однесува до превозот на учениците, ќе биде организиран, нема да имаме проблеми, евентуално ако се јават на почетокот мали проблеми, ќе бидат санирани во првите 2-3 дена од училишната година. Во делот на тоа како ќе се одвива наставата и планот за одвивање на наставата, имаме мали промени. Имаме најава и од нашите социјални партнери дека ќе ни помогнат во одвивањето на практичната настава. Пред се тука се Амфенол, како нова компанија во делот на електрониката и телекомуникациите, Руен, исто компанија која што е, ајде условно кажено, слепо врзана за нашите училиште, така да подготвеноста во тој дел е на ниво како што треба и ќе имаме соработка со тие социјални партнери во иднина. Во тек сме да ги решиме само договорите на кој начин да соработува. Инаку годинава во прво оделение ќе тргнат нови 300 ученици, што споредбено со 2015 година па наваму бројката е намалена за околу 70 ученици, бидејќи во 2015-та во прво оделение сме имали 370 ученици, а за 2 години имаме намалување за околу 100 ученици. Епидемиолозите пак од Центарот за јавно здравје апелираат дека со стартот на учебната година постои опасност од ширење на инфекции и вируси и затоа препорачуваат темелно чистење и дезинфецирање на училишните објекти. Покрај извршената дезинфекција, секое училиште е задолжително максимално внимание да обрати на хигиената во објектите, а учениците да имаат пристап до сапуни и чисти тоалети.